Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро. Уште едно ново издание на емисијата 24 од Сестрци, една интересна тема на која што ќе разговараме денеска во нашето студио и секако ќе очекуваме и вас во втората половина од нашата емисија и вие да бидете дел на темата која што денеска за вас ја разговараме во студиото со основачот на Центарот за бизнис психологија Марина Анчевска. Марина, добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Сања. Не ја најавам се уште темата на гостите, затоа што навистина е интересна. Верувам дека сите секогаш се нашле во ситуација да кажа дека немаат време. Да. Денеска ќе разговараме на тема ако немаш 10 минути за себе, немаш живот. Постојано се води битка со времето. Знаеме често да кажеме немам време, не можам да најдам време. Некако времето ни е проблем во денешницата и во денешното живење, а најмалку најверојатно луѓето имаат време за себе си. Да. Тоа е најинтересно, за се друго имаме време, освен за себе. И за фамилијата, и за колегите, и за работата, меѓутоа каде сме сите ние во таа приказна. И затоа таа изрека што ја ставивме како наслов, ако немам време 10 минути за себе, тоа што навистина немам живот. Затоа што се тие 10 минути од 24 часа во денот? Ништо. Не представуваат ништо, меѓутоа ние секогаш наоѓаме изговори да направиме нешто друго, освен нешто за себе. И што е тоа што не прави да избереме нешто што е многу, можеби, поважно од нас самите? Да, и кон крајот на денот веројатно сите легнуваат со мислата што направивме денеска за себе, имав ли време, живеев ли денеска со полн капацитет или пак заборавив. Тоа ако се прашуваат, оние што се прашуваат, тие сигурно поинаку се однесуваат со времето. Затоа што ако себе си се прашуваш навечер, си го поставаш тоа прашање, значи размислуваш на таа тема и наредниот ден сигурно поинаку ќе се поставиш. Интересно ако воопшто не се прашуваш. Тогаш веќе постои проблем. Да. Да. Вие во вашиот Центар за бизнис психологија секако дека разговарате често на оваа тема на времето како еден од главните двигатели во сето она што денеска се работи и се прави. Недостатокот на време е веројатно само лоша организација на луѓето. Дали станува збор за професионални обврски или пак за приватни, 24 часа не може да бидат малку. Да. Секако дека какви што сме дома, такви сме и на работа, тие сме и на работа, тие што сме на работа сме и дома. Значи се зависи од тоа каква е личната стратегија, какви планови правиме, која е стратегијата, кои ни се навиките, како си го планираме времето, затоа што времето е тоа. Енергијата што ја посветуваме на самите себе, на времето на работите е таа. Таа не оди никаде, ниту доаѓа од некаде, туку е постојано со нас и околу нас, меѓутоа како ние се справуваме и какво значење и даваме на енергијата, зависи од нас самите. Истото тоа и со времето. Времето сме го направиле ние луѓето. Самите, значи, за да се организираме за било што. Кога некој ќе ми каже немам време, за мене е тоа само изговор. Што значи дека тоа што сака да го направи не му е доволно важно и вредно. И толку завршува приказната. Че ако нешто ни е навистина важно и вредно, ние ќе најдеме и време, и пари, и се. Тоа е само како што напоменавте еден изговор на откажување на обврските, односно на посветувањето на внимание на одредена личност или на одреден настан кој што треба да се посети. Како денеска луѓето се справуваат со времето? Кое е вашето искуство? Да. Па секој на свој начин, значи сепак пак почнува од тоа што ти е важно и вредно. Поинаку ќе се однесуваш со времето доколку имаш некаква одредена цел, што ти е поставена за денот, значи најобични дневни цели. Ако немаме цел, нормално е многу поинаку ќе се однесуваме со времето. Исто така е важно и колку си посветуваме внимание на себе си. Доколку ни е најважно и највредно здравјето, сигурно во текот на денот ќе најдеме време да спортуваме или да се свртиме малку кон себе си на било кој начин или да прошетаме во природа. Меѓутоа, ако воопшто не сме свесни за тоа, колку ни е важно здравјето, тоаш ни е полесно да земеме апче и да завршиме работа со главоболката, а не да се прашаме од каде доаѓа. Да се најде вистинскиот извор и вистинската причина за главоболките, за сите болки и тегоби. Затоа што тоа е интересно, телото разговара со нас. Колку ние го слушаме телото, тоа е ниво на свест. Затоа што мисловниот процес, голем дел од мисловниот процес изразува нормално преку телото.
Телото е тоа што ни кажува преку главоболките, болки во грбот, колена, било што, значи секакви симптоми што ни ги кажува телото, се резултат на одреден мисловен процес. Ќе се навртам на Центарот за бизнис психологија, чиј основач сте вие, и секако пречката време која што денеска ја разговараме во денешната емисија, за човекот да биде успешен во она што го работи на работа, како што напоменавте, секако што е поврзано со приватниот живот, со обврските, односно начинот на живот кој што се има надвор од работата, го споменавте начинот на вежбање, избегнување на таблети, правење на себе си за зголемување на самодовербата. Да. Колку целиот тој процес, време, самодоверба, добра организација влијае врз подобрување на условите кога станува збор за работата и напредокот во професијата? Многу. Значи, јас кога би работела во организација каде што треба да рекрутирам нов кадар, јас прво би ги прашала како со нивниот живот, приватниот живот, значи какви навики имаат, што точно прават. Мене ми е многу поважно дали некој вежба, дали се храни здраво, какви навики, лични навики има, отколку работата дали може добро да ја заврши, затоа што тоа се учи. Меѓутоа, личната надградба, она што го носиме во себе, тоа е малку потешко да го смениме. И затоа личните навики ги пренесуваме и на работното место. Ако сме човек што дома се препушта, не превзема ништо, верувам дека тоа и на работа истото ги се случува. Токму така, доколку некој во приватниот живот, односно во слободното време, може да најде време за вежбање, веројатно дека и на работата ќе најде време да ги заврши работните обврски. Секако, меѓутоа, енергијата е друга. Секако човек кој што вежба, кој што се движи, кој што е активен, има повеќе енергија, се храни сигурно поздраво, размислува малку, можеби поинаку, затоа е многу важен личните навики и професионалните навики. И влијае сето тоа нели на околината која што е во работната атмосфера, во компанијата во која што се работи. Да, секако, затоа што човек кој што е исполнет со самиот себе, кој што е изфилтриран и ослободен од нормално стрес имаме сите. Значи, меѓутоа како го се справуваме со стресот, како го филтрираме, тоа се одразува и на најблиската околина. Така, овека ќе направиме една кратка пауза за блокот реклами, ќе ги поканиме гледачите кои што денеска следат 24 од Сестрце да видиме како тие се справуваат со времето, дали имаат 10 минути за себе, како што е нели нашата тема. Ако немаш 10 минути за себе, немаш живот. Драги гледачи, ве очекуваме во втората половина, односно веднаш по краткиот блок реклами, да бидете и вие дел од оваа тема. Black Up. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус, досега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете не во изложбениот салон во Скопје на улица Даме Груев број 3. Најдоброто од Македонија. Ако немаш време 10 минути за себе, немаш живот, е темата на која што денеска разговараме. Колку вие, драги гледачи, имате време за себе и колку наоѓате време за луѓето кои што се блиски, кои што ве обкружуваат, колку имате време за да се чувствувате убаво и кон крајот на денот да заспиете со една убава и позитивна мисла дека денеска денот се живееше со полн капацитет. Да. Тоа е нашата тема, а на оваа тема секако ги очекуваме гледачите да ни се јават, Марина, па да чуеме, да видиме каде е таа пречка, каде се запира за наоѓањето на време и поради што се јавува тој недостаток на време. Најчесто е во мотивацијата. Недостаток на мотивација, затоа што често пати знаеме да кажеме денеска ќе почнам да вежбам. Така и цело време, постојано цел ден, значи таа мисла си ја кажуваме на самите себе, денот поминува, чекај да завршам ова, па после ќе почнам, ќе отидам да вежбам и да завршам тоа, па ќе отидам да вежбам и така поминува денот и како всушност да очекуваме да заврши денот за да имаме изговор дека е веќе касно и да останеме повторно на кауч со
Далинското, Далинското, да. Мотивацијата, ако го правиме тоа за да потиснеме грижа на совест, тоа да знаеме дека никогаш нема да ни успее. Значи мора да има нешто поголема мотивација, некое огромно задоволство кое што ќе го добиеме откако ќе извежбаме за да бидеме мотивирани. Ако сакаме да избегнеме нешто, некакво негативно чувство, тоаш мотивацијата ја нема. Значи, поубаво е човек да се мотивира со нешто големо, нешто интересно, нешто што навистина ќе добиеш или да се визуализираш, да се замислиш себе си, како ќе се чувствуваш после вежбањето, ќе биде поголема мотивација за подсвеста, отколку со некакво избегнување. Да, освен мотивацијата, секако разговаравме и кажавме дека организацијата е многу значена и многу битна во остварувањето на обврските и целите кои што си ги поставуваат. Што значи добра организација на времето и како е најдобро луѓето да се организираат за да успеат да ги завршат сите обврски кои што ги очекуваат во еден работен ден? Тоа е еден процес, значи тоа е се поврзано едно со друго, се зависи од тоа што ни е важно и вредно. Кога точно тоа ќе го знаеме, ќе поставиме цел. Кога имаме цел, имаме мотивација. Кога имаме мотивација, правиме план. Кога имаме план, е многу полесно да се следи тој план. Меѓутоа, да се почне од тоа што ни е важно и вредно, што навистина сакаме да постигнеме. Ако ни е важно и вредно, значи да бидеме здрави, да бидеме среќни, исполнети, или да бидеме успешни, или било што, или важно ни е фамилијата, да бидеме со фамилијата, тоаш целта е друга, која што се наоѓа под верувањата и вредности. Значи, тоаш и мотивацијата е поинаков и подруг е планот. Меѓутоа, никогаш не треба да се заборавиме самите себе си. Че тие 10 минути, навистина е тоа што значи 10 минути. 10 минути во денот може да биде и иако некои луѓе нормално имаат и фамилија, имаат и деца, може да се повлече 10 минути, да биде во соба и да седи сам и да се одмори и да спушти мислите, што се вика да се ослободи, отколку 10 минути да седи со децата и да биде нервозен и да мисли, леле, како немам време за себе, како ништо не правам, затоа што тие 10 минути секој од нас може да ги најде. Значи не е ништо огромна некаква акција што треба да се направи. Меѓутоа, верувањата и вредностите се најважни. Че во вистинска смисла на зборот 10 минути, изолација од сите обврски, сите стресови, сите цела околина која што е околу нас, заета да се можеби преиспитаат мислите. Да, може да биде и во соба седнување и слушање на музика која што опушта. Значи не мора да биде не знам што, не мора да се вежба тие 10 минути. Чисто да се свртиме кон себе си, да се прашаме себе си дали е окей ова све што го правам. Меѓутоа луѓето денеска имаат навистина едно темпо на живење каде што целиот ден некако се провлекува со работните обврски. Самите тоа го правиме ние. И со самото доаѓање од работа започнуваат некои нови обврски, нови ангажмани, како што некои имаат семејства, фамилии, дополнителни обврски, да никако не успеваат да најдат 10 минути. Како да ги насочиме тие луѓе кои што имаат премногу обврски работни да најдат 10 минути и може би организација на работните обврски или станување порано наутро, 10 минути порано. Така. Што на еден човек кој што има вакво темпо и кој што едва и наоѓа 10 минути за себе, може да му даде енергија, а што може да му ја одземе енергијата, да му ја исцрпи и таа плюс енергија која што успеал на некој начин да ја добие. Да. Може да ти ја исцрпи енергијата седењето на кауч и не правењето ништо. Иако се мисли дека се одмара. Да. А може да се добие енергија со движење. Значи, телото, колку повеќе го движиме, колку повеќе сме активни, зборам на спортски активности, значи, каде што се потиме, телото се обновува, имаме многу повеќе енергија. Иако мислиме дека 1 саат, ако одиме некаде на вежбање, леле, колку е тоа долго, меѓутоа со тој 1 час ние добиваме можеби 2 до 3 часа екстра. Затоа што кога се вежба, наутро се спие исто помалку,
Исто така имаме повеќе енергија, повеќе сме ослободени, позитивни сме, затоа е многу важно вежбањето, навистина. Тоа е, меѓутоа мотивацијата мора да дојде однатре, мора самите, тоа е процес. Нели викаат, за да се смени некаква навика, потребен е 21 ден. Ако издржиме 21 ден, не мора да вежбаме по сат време, може по половина час да се движиме, значи свесно да работиме нешто, тоа станува, креираме нова навика и после нема да се одвикнеме од спортувањето. Да, напоменавте дека за да се завршат некои обврски, да се направи нешто, може да се стане 1 час порано, да се вежба пред да се започнат работните обврски, да. Тоа значи доколку денот не започне позитивно, со позитивна енергија, целиот ден носи таква енергија и можеби тука важи тоа станав на лева нога, па целиот ден ми оди наопаку. По утрото денот се познава. Да. Какви се мислите наутро, со каква енергија стануваме наутро, таков ќе ни биде денот. Ќе ни треба многу повеќе енергија во текот на денот да го смениме мисловниот процес, доколку станеме со негативни мисли, отколку ако станеме наутро и веднаш почнеме да се истегнуваме, нешто да правиме со телото, затоа што во тие часови додека спиеме, телото изфрла отрови. Значи, тие отрови мора да излезат на некој начин, нормално, може би преку туширањето, здравата исхрана, меѓутоа и некакво раздвижување наутро е многу значајно. Дали вие во бизнес центарот за Центарот за бизнес психологија имате вакви можеби курсеви, вакви часови предавања каде што оние кои што сакаат одблиску може да се запознаат со техниките на ослободување на негативната енергија, ослободување од напнатост и наоѓање време за себе? Видете, тој цел процес ние што го работиме на NLP-то, невролингвистичко програмирање, е всушност освестување на личните твои стратегии. Тоа е, да кажеме, 15 дена тренинг. Меѓутоа, сега во летниот период, јас ке правам некакви работилници, кратки работилници, во кои што ќе ги спојам и NLP-то, и јогата, и начин на како да се мотивираме себе си, така да кој што сака може да дојде да се поти, да се одмори. Да, кажете ми, Марина, од искуство, на што најчесто се жалат луѓето кога ќе дојдат во однос на времето? Дека го немаат, да, дека некаде им оди. А не знаат каде? Да, дека некој им го зима времето исто така и дека, да, животот многу брзо поминува и затоа е многу интересно да се размисли дека има 3 работи кои што никогаш не може да се вратат. Тоа се времето, зборовите и шансите. Токму така. Да. 10 минути за себе, имајќи во текот на денот, луѓето имаат живот испротивно, доколку не е 10 минути, немаат живот во буквална смисла на зборот кажано, прават можеби се за останатите, за околината, за работата, но некако себе си се ставаат на крајот од целата таа приказна. Тие 10 минути се навистина многу значени. 10 минути само да седите и да гледате во некоја точка, да се опуштите, затоа што јас тоа метафорично кажувам, преку цел ден ние сме како, замислете, тегла со песок и вода. И кога ќе измешате таа тегла, тоа се нашите мисли се целиот ден. Заматена вода. Ни треба време за да се застанеме, за да се спушти песокот доле и да се разбистри водата. Колку луѓето кои што знаат да се ценат себе си и знаат да ги искористат овие 10 минути во текот на денот, се во многу подобра и полесна комуникација со останатите околу себе. И со останатите и со самите себе си, затоа што денот, почнувањето на денот, најубаво е тие 10 минути да ги земеме наутро, уште пред да почне денот. Не знам јас какви се твоите навики, меѓутоа моите лични навики се навистина секој утро јас вежбам нешто, правам, дали се тоа делови од јога, пијам смутија, нормално медитирам или било што, меѓутоа тоа се, да кажеме, половина час. Посебно кога имам најтешки обврски, го правам тоа. Значи, станувам вистински порано, за да можам да бидам спремна, да ги прифатам предизвиците во текот на денот и комуникацијата да ми биде на свесно ниво. Затоа што ако јас станам на брзина и не знам кај ми се работите, на брзина додам на работа, че таков ќе ми биде денот, како теглата со песокот. Мора прво да се спушти, да се избистри све, за да може свесно да се следи ситуациите во кои што се наоѓаш. Да не се почне денот со стрес, затоа што кога се започнува стресно ќе биде во текот на целиот ден. Меѓутоа
не секогаш телото знае да не следи, да ги следи нашите замисли, нашите планови. Што тогаш? Телото секогаш не следи. Само дали ние го следиме телото, тоа е прашањето. Телото секогаш ни кажува што не е во ред и што е во ред. Знаеме и самите, значи кога не се чувствуваш добро, сигурно не чекориш исправен и не гледаш нагоре. Туку нешто ти се случува со телото, се свиснуваат рамениците, се згрбавува, значи телото реагира на твојот мисловен процес и на твојата емотивна состојба. Кога веќе тоа го знаеме, можеме и со промена на телото да добиеме, да почувствуваме друга емоција и да креираме други мисли. Че тоа е еден круг кој што постојано се врти, дали натаму или наваму, зависи од нас колку сме ние свесни за тоа. На телото му треба секојдневно движење, му треба истегнување, затоа што така настануваат проблеми во телото, кога нема детоксификација, нема раздвижување, нема истегнување, мускулите се згрчуваат, нема кислород, и све станува покруто. Зборуваме за немањето време и луѓето кои што имаат многу врски како да успеат да најдат 10 минути за себе. Од друга страна има луѓе кои што имаат многу вишок на слободно време. Меѓутоа и во тие 24 часа слободно време некако не успеваат да најдат време за себе. Каде е тука грешката? Можда немаат цел. Затоа што ако имаш премногу време, тоа ше штета, па тоа време да не го искористиш за нешто креативно. Затоа и свесно однесување со времето, со енергијата, со самиот себе е најзначајното. Пак ќе повторам, што ти е важно и вредно. За некои луѓе често така ние на тренинзите кога работиме на тие теми, прашуваат па добро, важно и вредно ми е фамилијата, здравјето, меѓутоа често пати се случува и кој ќе каже некој здравјето ми е најважно и кој ќе прашам пушиш, да пушам. Како може тоа здравјето да биде највредно? Доколку освестуваме се повеќе што е тоа што ме води мене во животот, и зашто јас всушност живеам, што е тоа што сакам јас да го направам за наредните 10 години, тоаш многу поинаку ќе се однесувам и со времето, и изговорите ќе се намалат, затоа што ќе сватиме дека одговорноста е во мои раце, јас сум таа што ги прави изборите, јас сум таа што одлучувам како ќе се однесувам со околината, со промените, и тогаш мотивацијата ќе биде поинаква и секако не 10, ќе наоѓам и по половина час за себе. Да, рековте дека изгубеното време не може да се врати. Во секојдневието губиме минути, губиме часови на непродуктивни работи. Што е најштетно кога станува збор за губењето на време? Каде најчесто се греши? Да, безцелно кога се поминува времето. Не значи дека ние 24 часа треба да сме активни и да размислуваме на нашата цел, меѓутоа кога ќе заврши така денот, вистина е корисно да се прашаме себе си што направив денеска и што од тоа беше поврзано со мојата цел. Ако ништо од тоа не било поврзано со целта, тоа денот е навистина изгубен. Дали сте повеќе за долгорочни или краткорочни планови и организации на времето? Какви и да се, да се прават планови и цели. Меѓутоа, може да се направи, секако да се креираат цели. Ако не превземеме акција, тоа останува само желба, не е цел. Цел без превземање на акција не е цел. Мора да се направи некаков чекор, нешто да се превземе. И често пати луѓето знаат да се прашуваат себе зошто јас ова не можам да го направам, зошто мене ова ми се случува. Кога тоа прашање ќе го смениме како јас да направам промена и што да направам, тоаш ќе биде поинаку. Да. 026091924 и 026091925 се двете телефонски линии на кои што би ни било драго да слушнеме како вие го организирате вашето време, дали сте во недостаток на слободно време или пак можеби имате одвишок од слободно време кое што не знаете како да го организирате. Може би немаат луѓето сега време, па затоа не се јавуваат. Дали прашувањето често, разговарањето и треба да го сметаат за добиено или за изгубено време? Зависи кон што води тоа. Често пати знаеме и да одиме на кафиња и да
правиме муабети за се и се што и потоа да се вратиме дома да бидеме исцрпени, да се прашаме себе си од што се изморив, тоа е некогаш така, да, бла муабети. Можеме ли да го сватиме како парадокс на денешното време живењето, тоа што порано можеби луѓето и немале толку многу можности да бидат во комуникација далечна со блиските, немале олеснителни околности како што денеска ги имаме во однос на социјални мрежи, интернет, сепак имале поголем број на контакти меѓу себе, имале повеќе време за себе си. Видете, и така интернет комуникација може да биде исто така многу ефикасна и ефективна и да ни го скрати времето. Меѓутоа до нас е кога ќе се заборавиме, кога ќе читаме се и се што на Facebook или било каде на интернет и самите да го потрошиме времето. Меѓутоа, јас сум за тие медиуми, затоа што некои пријатели што ми живеат некаде низ светот, што немам време да отидам да ги видам, а би сакала, немам време во наводници, пак е изговор. Меѓутоа е супер кога можам со нив на таков начин да искомуницирам. Се зависи од нас, од личната стратегија и навиките, како се однесуваме со самите себе и со времето. Немаме изговори. Имаме гледач на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добро утро. Ало, добро утро, 24-ка, како сте? Одлично, како сте вие? Добро, со мене ја слушам вашата гостинка и ми е драго што сте поканили еден таков гостин и да ми даде некој телефон за контакт, малку мислам ми треба разговор со една таква личност, зашто денеска сите се во трк на парите, немаат време да одвојат за нешто убаво. Така, ние ќе го ставиме контактот по завршувањето на емисијата, може да се јавите повторно, да ви го дадеме бројот од Марина Анчевска, основач на Центарот за бизнис психологија и секако дека сите оние кои што сакаат да поразговараат со вас, тоа може да го сторат. Ви имате навистина голем број на техники и начини на кои што може да ја помогнете на луѓето да најдат одговор на прашањето ете конкретно сега и за... Сите тие одговори водат кон промена на самиот себе и тука е интересно дали сте спремен за промена. Значи, кога ќе доаѓаат луѓето кај нас, тоа е првото прашање. Да знаете дека после овој тренинг ќе има промена. Дали сакате да излезете од зоната на комфортот? Затоа што таа некаква сигурност што ние си ја креираме околу нас е некогаш и голема пречка што не спречува да направиме некаква промена во животот. Тоа што го имам е окей, па добро, така се однесувам, толку можам, во наводници и не правам никаков друг чекор. Значи, почнувањето на работа на себе, на подигнување на својата лична свест, превземањето на одговорност во своји раце, значи промена. И тука е прашањето колку сакате промена. Да, и колку луѓето сакаат да имаат време за убави работи. Да. Оно што го спомена и гледачката, убави работи има насекаде околу нас. Секако. Постојано има убави настани кои што се случуваат и во главниот град и во останатите градови низ Република Македонија. Не секогаш е потребно да се напушти границата за да се видат убави работи, да се направи нешто со што духот ќе се збогати и секако луѓето ќе бидат пострекни. Пострекни еве и вчера имаше прекрасен настан кој што не чинеше пари, немаше влезници за тој настан или концертот и музиката и беше прекрасна атмосфера. И ако не сме таму, значи пак е некаков изговор од самите себе. Ако си уморен, ако немаш време, настани и случаи има секогаш и секаде околу нас. Се зависи од нас што ние самите забележуваме, а ние го забележуваме повторно она што ни е важно и вредно. Дали ќе се насочиме кон негативните работи или кон позитивните, дали ќе се насочиме кон работи што не сакаме да ни се случат, да ги избегнеме, или одиме кон целта, кон она што сакаме да ни се случи, се зависи од нас и многу едноставно. Оваа страна или оваа страна. Да, секој сам треба да ја одбере, меѓутоа ете, убавата страна е секогаш на дофат, тие 10 минути фигуративно кажано може да траат ете вчера вечер како ви напоменавте и неколку часа убава и одлична забава за без пари, а она што ете ќе направи луѓето да се чувствуваат дека се живи и дека направиле нешто убаво за себе. Тоа се работи кои што остануваат. Да, секако. Значи сепак се зависи од нас на што ќе го потрошиме времето, како ќе се организираме самите себе си. Се е возможно, се може да се случи. Нормално животот е процес. Имаме и убави работи кои се случуваат и помалку убави работи, меѓутоа начинот на кој што се однесуваме со сето тоа зависи од нас.
Имаме повторно гледач на линија. Добро утро. Добро утро, само да ве поздравам. Благодарам. Имате прекрасна гостинка. Сакам да ви кажам моето лично искуство, што многу од мала само иницијативно почнав да ја вежбам јогата. Така? И моите промени за 2-3 години, стварно, значи да имам 24 часа имам енергија за работа. Значи неуморлива сум и дури некојаш и сама се чудам. Спијам Одлично. мирно, пушев цигари, значи големите одлуки сама ги донесував. И мислам се е тоа до човекот. Да. Токму така. Ви благодарам што се јавивте и што Да. го споделивте вашето искуство со нас и со гледачите на телевизија 24, Вести 24 од Сестрце. Да, тоа е тоа. Се зависи од самите нас. Да. Кажете ми, Марина, ете, често имаме можност да ги гледаме малите деца како живеат и како го организираат својот живот. Треба ли да учиме од нив, затоа што се ми се чини дека тие знаат постојано да прават убави работи за нив и да наоѓаат и време и за обврските кои што ги имаат во училиштето, меѓутоа ете да наоѓаат простор за себе. Секако, и тоа е големата разлика помеѓу нас возрастните и децата. Децата живеат, се водат од емоциите. Че на детето веднаш можеш да приметиш што сака, што не сака, што му е убаво, што не му е убаво, како се чувствува во моментот, а ние со текот на времето учиме тие работи да ги прикриваме, затоа што можеби нема да бидеме прифатени, ќе бидеме осудени, ќе не караат, затоа се прикриваме самите себе си. Меѓутоа, секој од нас точно знае што му е добро, што не му е добро, што му дава енергија, што не му дава енергија. Меѓутоа, со текот на времето, ете ги менуваме тие емоции, ги прикриваме, а децата се прекрасни. Кога на детето му се спие, легнува, заспива, кога му се игра, си кажува, кога му се јаде, исто почувствува потреба, се е до емоциите. Ќе треба да ги погледнеме и да украдеме малку од нивното однесување, за да се чувствуваме и ние посрекни и повесели. Да, секако и таа енергија, слободата ја има. Рековте дека децата знаат кога им се јаде, знаат точно што сакаат, меѓутоа возрастните често знаат да бидат колебливи, да бидат со умот на две места, па дали ова, дали тоа. Се учи ли тоа во Центарот за бизнис психологија, како да се надмине колебливост? Да, не само колебливост, и ова за исхраната е многу интересно. Возрастните јадат за да задоволат некаква потреба емотивна, а децата јадат затоа што им се јаде или не јадат затоа што не им се јаде, значи она физичка потреба. Возрастните јадат поради емотивна потреба и затоа има нели проблеми во исхраната. А ова другото прашање како беше? За колебливоста дали ете може да се Да, солват? колебливоста настанува од ниска самодоверба, нели, кога нешто се двоумиме дали да го направам, дали да не го направам, кога ти точно знаеш што сакаш во животот, тоаш колебливоста е на пониско ниво. И останува повеќе време за себе. Секако. Да, Марина, драго ми е што ете вие на еден начин ни кажавте како вие наоѓате 10 минути за вас и како ете сето тоа ви допринесува да успеете да го надминете стресот и да ги совладате сите работни обврски кои што ги имате, а познавајќи ви имате навистина голем број на обврски, секогаш сте достапни за сите оние кои што сакаат да поразговараат со вас, да им помогнете, затоа навистина треба многу енергија. Треба енергија и ја навистина тоа го вадам од спортот и од свртувањето кон себе. Луѓе што ме знаат дека помеѓу 4 и 6 часот исклучок си правам за сретнување, за разговор, затоа што тој период ми е за возење точак. Одлично. Навистина убав пример за нашите гледачи кои што денеска не следат. Верувам дека доколку досега не успееле да најдат барем 10 минути за себе, да направат нешто убаво и да тоа остане само за нив и за никој друг околу нив. Да. Следете го телото, затоа што телото навистина кажува се. Марина, ви благодарам на ова убаво гостување, ви посакувам успешно лето, работно се надевам дека ќе биде, па ете, ние уште некое време секако дека ќе бидеме тука за гледачите, меѓутоа од септември кога вие ќе се вратите од сите предавања, семинари, со нови сили и со нови знаења, ве очекуваме овдека повторно. Ќе ми биде мило, да. Драги гледачи, ви благодарам што вие денеска бевте повторно дел од емисијата 24 од Сестрце. Најдете време за себе, живејте и уживајте во животот. Ви посакувам пријатен ден.